Истакнати македонски кореографи држат работилници во рамките на фестивалот за современ театар и танц. Младиот и талентиран Христијан Спировски со поздрав до гледачите на Тера телевизија. Вечер на фестивалот за современ театар и танц представата Лоло. Од 15 до 22 јуни Битола е домаќин на фестивал на современ театар и танц во просториите на Интимен театар. Специјален гостин е реномираниот танчар и кореограф Милош Софреновиќ. Своите знаења и искуства на неколку посебни бесплатни работилници ги споделуваат и нашите уметници Викторија Илиоска, Климент Поповски и Кире Миладиновски, што за нив представува можност за размена на искуства. Денес својата работилница ја одржуваат Викторија Илиоска и Климент Поповски со наслов Урбани наративи. Моментално работилниците се повеќе фокусирани на движење, на текст, на работа со различни луѓе кои што доаѓаат од театар или можат да видат луѓе кои што не се бавеле со театар професионално и создава еден кохезивен систем каде што луѓе разменуваат знаење. И тоа е навистина возбудливо и прекрасен простор да се биде во тоа. На што точно ќе се фокусирате во вашите работилници? Слушнавме нели од гостинот од Србија дека се фокусира на еден друг израз во самиот танц. Да, најпрво треба да кажеме дека сме навикнати на тој класичен фестивал. Мислам, програма која што е навечер и сите доаѓаат да ја посетат. Ова е нешто друго, за да се размножува тоа знаење и да се развива, за да го добиваме тоа, ние се фокусиравме на работа со деца. Но тие деца кои што можат да примат, зборувам за младинците, не се мали, кои што интересно е да се работи со малите, но со овие се други на друга целна група која што не секој ја опипува. Се фокусиравме на работа со реалноста, со реалниот живот, поради тоа што некако веруваме дека театарот и танцот го има и на улицата. Го има во секојдневието, дури многу повеќе театарот можеме да го најдеме таму отколку на сцената, искрено. Се инспириравме од тие реални, затоа се нарекува нели таков е насловот на нашата работилница. Што мислите колку се потребни овие работилници со оглед на тоа што денес се повеќе млади се и запознаени и на овој начин се запознаваат, меѓутоа започнуваат да се едуцираат токму и за танцот и за театарот? Затоа што нешто е форма која што треба понатака не само да се објасне, него и да се доживее. Многу често зборуваме за танци, ги знаеме тие познати танцови, како што е класичниот балет, како што е танго, како што се сите тие форми на танц, но ова е современ танц кој што треба да се доживее, за да луѓето да можат да имаат свој речник за да го објаснат и понатака да го негуваат. Што за вас значи учеството и држањето на работилниците на овој наш прв фестивал? За мене лично значи многу. Јас исто така доаѓам од помал град, мислам од Прилеп, кој што нели најчесто во Македонија се случува во Скопје. Ова некако децентрализирање на нештава и сето што Софија Ристевска сака да ни го представи. Јас мислам дека е од огромна почит и од огромно значење за, пак ќе речам, за развојот и на театарот и на танцот. Зошто и овие деца исто така заслужуваат, нели, да го имаат ова задоволство како што заслужува и едно дете во Скопје. За мене исто да се надоврзам со Викторија, со нејзината изјава. И постои една размена која што се заприметува дека всушност и луѓето што живеат тука имаат исти доживувања во кои што треба да се споделат и да се спознаат. За мене лично постоење на вакви фестивали во различни градови на Македонија само ја шири нашата култура кој што е всушност нешто низ кое што ние се поврзуваме. Целта е учесниците да ги истражат принципите на ослободување на телото, движењето и звукот. Воркшопот ќе заврши со мала презентација. Идејата е на сцена да се донесат секојдневни ситуации и од сето тоа да се направи представа.
Викторија Илиоска е дел од програмата за поддршка и развој на современиот танц на Центарот Локомотива. Ја завршува последната година на студиите по современа танцова педагогија во класата на Искра Шукарова. Климент има завршено на The National Theatre Drama во Мелбурн, Австралија. Настапувал во Америка и Австралија. Соработувал со Traffic Physical Theatre од Хрватска и е член на Центарот Локомотива од Македонија. Младиот и талентиран австралиец со битолско потекло Христијан Спировски Кико, кој во изминатиот период го привлече вниманието на балканските медиуми и портали со тоа што веќе неколку месеци свири на пијано, ги забавува патниците на аеродромот во Мелбурн, Австралија. Овој пат, поздравувајќи ги гледачите на Тера телевизија, изведе песна од Владко Лозановски. Поздрав од притабот на градот на Тера телевизија, аеродром Мелбурн. Христијан го контактиравме преку социјалните мрежи. Отворено ни раскажа за идејата да настапува на аеродром, за музичката кариера, за плановите, желбите и за животот во Австралија. Ја сакам македонската музика и мислам дека Австралија како држава во која има многу националности, вклучувајќи и многу македонци, е секако мултиетничка и австралијанците сакаат музика од балканскиот регион. А го запрашавме како луѓето ја прифаќаат македонската музика. На тоа тој вели: луѓето овде најдобро ја прифаќаат македонската музика и народната, и забавната, поради тоа што подеднакво ги свирам и даваат многу комплименти, велат дека е најубавата музика која ја слушнале. Веднаш препознаваат дека е од Балканот, велат дека го има тој типичен балкански звук. Свирањето на јавни места е секако возбудливо, ќе каже Кристијан. А свирањето на аеродром е уште повеќе возбудливо, луѓето ги релаксира, ги интересира, сакаат да слушнат. Воедно сакам да кажам дека свирам класична балканска и поп музика, секако дека композиторите како Моцарт, Бетовен, Лист и Шопен се најосновни, а потоа свирам музика од целиот балкански регион. Инаку Христијан е роден во Мелбурн, Австралија и доаѓа од музичко семејство кое води потекло од Битола, како што открива тој. Неговиот дедо бил член на групата Битолски чалги, неговиот татко бил член на групата Веселите момчиња на Бајрот, а неговите вујковци од Крушево, Соте и Сашо Филиповски се исто така музичари и заедно со музичката легенда Тоше Проески во 1996 свиреле во хотелот Монтана во Крушево. Кико завршил нижо и средно музичко училиште во Битола, а кога во 2003 се вратил во Австралија, продолжил со музиката и се стекнал со 2 факултетски дипломи, од кои едната е од конзерваториумот Мелба на одделот музички перформанс на Универзитетот во Мелбурн. Кико истакнува дека сака да биде комплетен музичар, да создава и да продуцира музика, но и дека сака да помогне да се зачува автентичноста на македонската фолклорна музика. Во рамките на фестивалот за современ театар и танц, денес ќе биде прикажана представата Лола во Интимен театар. Режисер е Софија Ристевска, а главната улога ја толкува Македонка Илиевска. Хероината е жена која се обидува да преживее во време на економска, политичка и духовна криза. Делото премиерно беше изведено на меѓународниот фестивал КНОЦ во Сан Педро, Аргентина, но и на отварањето на Интимен театар. Представата беше дел и од фестивалите Битолско културно лето и Ристо Шишков. Лола е работено според документирани вистините текстови кои се обработени од режисерката Ристевска за жени со финансиски, социјални и емоционални проблеми, жени жртви на семејно насилство, како и од статии во жолтите рубрики во весниците. Тие говорат за убиства, изневерувања и финансиски малверзации. Во представата Ристевска сака да покаже докаде е подготвен еден човек да оди во својата борба за сурова екзистенција, кога е исфрлен на работ на општествените маргини и кога нема избор за преживување. Во наредните денови ќе бидат изведени представите во петок Трансферату во режија на Софија Ристевска, а главните улоги ги толкуваат актерите Здравко Стојмиров и Маја Андоновска Илиевски. Сабота Вилхелм The Anatomy of Will на гостинот Милош Софреновиќ. Патот навнатре во недела, чиј кореограф, режисер и главен актер е Кире Миладиновски, а потоа Two Mothers Brothers, комично кабаре шоу во режија и изведба на Стреза Стоматовски и Никола Тодоровски.